Здраво, мили мои милелиновци! Сигурно се сеќавате дека во претходното издание на Милелино зборувавме за играчките. Па и во оваа емисија продолжуваме да зборуваме за магичниот свет составен од детски играчки и детски игри. Во минатата емисија зборувавме за куклите, за сите играчки општо. Но еве едно прашање што не знам дали ќе го одговорите. Која е омилената кукла на девојчињата? Значи, најомилена кукла на сите девојчиња е Барби. Од филмска звезда до сирена со својата идеална фигура, Барби е најпопуларна кукла меѓу сите барбики што постојат. Но да не ги заборавиме и другите принцези барбики, како што се Јасмин, Пепелашка, Снежана, Ариел, затоа што секоја бајка, секој цртан филм си има свој представник меѓу играчките, меѓу куклите. Па, така што, од малата сирена имаме кукла наречена Ариел. Снежана и седумте џуџиња се разбира дека исто така ги има. Пепелашка, тоа е принцеза која што не верувам дека постои дете што не ја знае. И се разбира, заспаната убавица која ќе ја претвори Аурора во ваша малечка принцеза, кукла, другарка. И сите овие кукли и уште многу други се достапни за вас, заедно со своите раскошни фустани и стаклени чевличиња, но и со своите принцови Ерик, Ејдан, Даниел и другите. Зарем постои и дете што може да им одолее на ваквите убави нешта? Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Освен што продавниците се снабдени со кукли, исто така во продавниците можете да најдете и најразлични светкави кочи. Оние што целите светкаат и се во прекрасни бои, што кога ќе ги видите, ви се чини како да се вистинска магија. Мокни багери, брзи кабриолети и какви се уште не автомобилчиња, трактори или пак спајдермени, бетмени, како што веќе кажав, секоја приказна и секој цртан филм или филм си има свој представник меѓу играчките. Потоа лакови и стрели, пушки, кукли, да не ги заборавиме и на различните сетови за шминкање, куински сетови. Овде има многу работи, не можеме да ги набројаме сите. Но ајде да видиме што не се смета за детска играчка. По детска играчка не се смета спортска опрема, кукли облечени во народни носи, секакви други нешта наменети за возрастни колекционери, возила со мотори на согорување, велосипеди наменети за возење на јавни патишта или за спортување, сложувалки со над 500 делови и без слика, тие се за специјалисти, сетови стрели и лакови, огнени оружја, потоа играчки, поточно предмети кои што содржат железни делови и моден накид и бижутерија за деца.
Драги родители, на што треба да посветите внимание при избирање на детска играчка? Прво, на големината. Затоа што играчките за најмладите не треба да бидат составени од малечки делови кои што се разделуваат. Затоа проверете дали на обвивката на производот пишува забрането за деца под 3 годишна возраст. Доколку пишува, во тој случај не купувајте доколку вашето дете е помладо од 3 години. Затоа што може најверојатно играчката да содржи ситни делови кои што детето може да ги голтне и да се задуши. Второ, обратете внимание на обликот на играчката. Не бирајте играчки со остри рабови доколку имате малечко дете. Затоа што може дојде до пресекување. Не му дозволувајте на вашето дете да спие со малечки играчки или играчки со јаженца, за да не се повреди. И третото, но не помалку важно од другите, внимавајте на составот на играчката. Значи, внимавајте да не се состои од некои хемиски супстанции кои што предизвикуваат алергии. И не е добро да бирате влакениста тканина. Многу е важно со какви играчки си играат децата, затоа што тие го исполнуваат нивниот внатрешен свет. Децата најдобро учат преку игра. Ева да речеме кои се идеални играчки за деца на предшколска возраст. Тоа се најразлични друштвени игри, конструктор коцки направени од природни материјали, дрво, памук, волна и некои најразлични читанки низ кои се учи низ игра. Потоа неразлични кукли препорачуваат педагозите и психолозите. Се разбира дека омилени се и барбиките и количките. А секогаш децата многу ги сакаат играчките кои му возможуваат креативно изразување. Пластелин, боички и слично. Но педагозите исто така советуваат дека е мощно важно играчките со кои си играно дете да бидат добро прилагодени на неговата возраст. Затоа што многу е погрешно децата да си играат со играчки кои што не се наменети за нивна возраст. И исто така има уште нешто што е многу погрешно. Таа грешка ја прават токму родителите. Педагозите и психолозите советуваат и велат дека е многу дискриминирачки и погрешно да се прави поделба меѓу играчките на машки и женски. Еве, например, зошто девојчињата да не си играат со автомобили или момчињата со кукли? Зарем девојчињата не може да возат автомобил или момчињата да бидат грижливи и да плачат? Еве, да речеме, во Шведска нема машки и женски играчки. Секоја играчка е играчка за деца. Па, драги родители, одлучете сами каква играчка ќе им купите на вашите деца и дали ќе правите поделба. Здраво! Здраво! Како се викаш? Ива. Колку години имаш? 7,5 утре ќе пунам 8. Која ти милна играчка? Па барбеки, кукли. Што подразбираш под зборот играчка? Па барбеки, мечиња, гумени играчки, топчиња. Добро. Здраво! Здраво! Како се викаш и колку години имаш? Имам 9 години. Дали имаш играчки дома и какви играчки? Па имам секакви. А која ти милна играчка? Па барбеки, топлики, кукли. Зошто најмногу сакаш да си играш со кукли? Па зашто тие ми се милени играчки. Дали ти си играш? Ке ни се представиш ли? Како се викаш? Колку години имаш? Да. Јас се викам Ана Фатал. Имам 6 години. Во април ќе ми биде роден ден. Добро. Дали си играш? Да. Со какви играчки најмногу? Со барбики, кукли, мечиња. Зошто најмногу сакаш такви играчки? Пошто ми се убави. Дали доаѓаш во игротеката Магичен свет често? Да. Ти се допаѓа ли? Браво. Ке игра с драчките, со барбиките, со бебињата и се. Која ти е омилена играчка? Пепа Пик. Како се викаш ти?
Марина. Колку години имаш? 3. Здраво. Здраво. Како се викаш? Јован. А колку години имаш? 5. Кажи ми која ти е омилена играчка? Пушки, тенкови. Зошто најмногу сакаш да си играш со пушки и со тенкови? Очи ми се умилени. Ќе ми кажеш ли што подразбираш под зборот играчка? Не. Дали ви се допаѓа игротеката Магичен свет? Да! А сега во продолжение дознајте неколку интересни занимливости за играчките. И дознајте која е најскапата играчка на цел свет. Куклите се сметаат за најстарите играчки во историјата, а втора најстара играчка во светот е јојо. Најстарите друштвени игри датираат од античко време. Пронајдени се докази во египетска гробница. Првата Барби кукла за прв пат се појавила во 1953 година на сајмот за играчки во Њујорк, со цена од само $3. Нејзината популарност била јасна уште во првата година, кога за само една година се продале 300.000 кукли. Денес, секоја секунда бележи 2 продадени Барби кукли ширум светот. Целото име на Барби е Барбара Милисент Робертс, името на ќерката на креаторот. Од 1959 година па наваму 114 милиони метри материјал се потрошени за креациите на куклата Барби. Дали сте слушнале за Кокеши куклите? Тоа се познати јапонски кукли, чие тело има облик на цилиндер, а главата на топка. Дрвената кукла Пинокио и неговите авантури им се добро познати на децата од цел свет. Но малкумина од нив знаат дека Пинокио е создаден во Италија. Во светот се познати чешките дрвени играчки за деца. Тоа се кукли, но и дрвени автомобили и возови. Дали сте слушнале за куклата Марзена? Таа е кукла од слама која ја прават граѓаните на Варшава. Куклите ја облекуваат во стара облека, што ги представува студените и мрачни зимски месеци. За време на свеченостите, кои се одржуваат на 21 март, куклата се фрла во реката Висла. На свечеността се пее и се танцува, и сите се радуваат на доаѓањето на пролета. Значи, оваа кукла е символ на зимата во Варшава. Зошто кадифените мечиња се нарекуваат Теди мечиња? Кадифените мечиња во светот, наречени со името Теди, го добиле ова име по претседателот на Соединетите Американски држави, Теодор Рузвелт, кој бил страстен ловец на мечки. Кои се најскапи играчки во светот? Австралискиот дизајнер Стефано Кантури во 2007 година ја дизајнирал најскапата Барби кукла во светот, облечена во црна вечерна наметка и црни високи чеви. Но најскапиот елемент од незината тоалета е герданот со 3 бели и 1 розев диамант. Оваа кукла чинела $302 и постои куќа за кукли. Најскапата куќа за кукли е со иста вредност како луксузен четвртособен стан во Киев. За создавање на куќата, наречена Titania's Place, британецот Сер Невил Уилконсон одвоил 25 години од својот живот. Куќата за кукли се состои од 18 соби, а била продадена во 1978 година и чинала $256,500. За овие се диносаурус, малглисер, собствен рингишпил, електричен БМВ кабриолет за деца од 3 до 5 години, позлатен трицикл, мало пијано за 3 годишно дете, стиграци што чинат $1000 и се на листата на најскапи играчки во светот.
Ham on rye. Coming up. Jab on sinkers. Take it away. Corned beef and garbage. All ready. Fry two, slap 'em in the eye. Right here. Boin one. Here it is. Have you got pig's feet? Don't get personal. One vegetable garden. Okay. Dishes. I'd like to watch my... Oh, me, day in and day out. Work. A glass. Right away. Looks like dish night around here. You have to use your head to get around here. Oh, if I ever get out of here again, I'll never wash. Fry two, one on one side and one on the other. Make it snappy, will you? Right away. I've only got 2 hands. Oh, I can dish it out, but I can't take Beef this. stew. Beef stew. And I do mean stew. All I do is work from morning to night. What do I... A Boston cream pie and step on it. Right away. Oh, gee. How did I ever take this job anyway? A telegram from Miss Boo. Just a moment. Where are you? Here I am down here. Oh, Here's a telegram for you. thank you. Yippee! Off with the old job, on with the new. That's what I'm gonna do. And now I'm through feeling blue. Boop, boop, ba-doo. I'll get my salary, all that is due, and I'll say toodaloo. It's off with the old job, and on with the new. Oh, this must be the one. Oh, this is fun watching baby. Here now. Isn't it nice? Oh, you naughty boy, you mustn't do that. See, nice and good teeth. Sure. Once a year, see your dentist twice a day. Isn't it nice? See, there, your tooth is all nice and clean now. Who's next? Oh, a little baby bullseye. Nighty-night. Good night, Betty. Oh, the little angel. Hi-ho, stupid. Oh, oh dear. Oh, oh, oh. Funny little boy.
Дојде и крајот на ова издание на Милелино. Се надевам дека научивте некои нови работи и некои занимливости за вашите добри пријатели, играчките со кои секојдневно си играте. А пред се, мислам дека многу се забавувавте. Па сега, што да ви кажам? Се гледаме наредната сабота со ново издание. Чао!